Родители и деца од Новосело и од Сандански соседна Бугарија 2 дена учествуваа на работилницата за енергетска ефикасност, што се спроведува во рамки на проектот Енергетска ефикасност за градинките, финансиран преку Интерекипа програмата за прекугранична соработка 2014-2020. Гостите од Бугарија оценуваат дека работата на сесиите била особено плодна, што може да даде придонес и во секојдневниот живот. През тези 2 дни екипите на проекта за енергийна ефективност. Ние како екипи на проектот за енергетска ефикасност за детските градинки сме многу задоволни. Исто така и учесниците од двете страни, од општина Сандански и од општина Новосело. Ја добивме неопходната информација која се надеваме дека ќе ја вклучат во секојдневието и дека ќе ја штедат енергијата, така што ќе живеат еден подобар живот, истовремено ќе ја штитат и животната средина. Оваа активност, оваа дејност е една од активностите по проектот. Се надеваме дека и наредните ќе бидат со ваков успех и дека ќе успееме да го завршиме проектот со постигнување на сите индикатори. Од општина Новосело се задоволни од досегашниот тек на реализацијата на проектот. Ова беше втора работилница по овој проект на тема за енергетската ефикасност, односно на темата да штедиме енергијата. Работилницата беа присутни гости од Сандански, родители и деца, исто како што и од општина Новосело родители и деца. Се надеваме дека со ова работилница постигнавме целата, односно ги запознавме со основните принципи на енергетската ефикасност и се надеваме дека ќе најдат нивните нови знаења примени во нивниот живот, како и во образованието на децата. Пред неколку дена Новосело потпиша и договор за соработка со Ираклија од Грција за спроведување на проектот примарната здравствена заштита и набавка на здравствено возило, преку кое треба да се подобри здравствената услуга на жителите на оваа рурална општина. Градоначалникот на Новосело Боро Стојчев во неговото гостување во емисијата Визави истакна дека како администрација максимално ќе ги искористат можностите за реализација на проекти преку меѓународни фондови.